Сега е време за нашата утринска тема и она што од самиот старт на емисијата го најавивме за состојбата која што е актуелна и се случува на падините на Водно, за користењето на патеките од страна на планинарите или рекреативците, но и на велосипедистите. Пред да го започнеме разговорот со нашите гости во студиото, ќе го слушнеме гласот на нашите граѓани. Нашата Софија направи анкета за тоа, односно прашавме колку луѓето ги користат патеките на Водно и колку можеби им сметаат велосипедистите при нивното користење на патеките. Па да го слушнеме гласот на народот. Дали ги користите патеките на Водно? Не. Да. Не, да ти кажам право. Да. Малце сме возрастни, малце поретко. А дали можеби сте имале некое непријатно искуство со некој велосипедист? Не. Не, до се не сум имал. А што мислите за велосипедистите кои што ги користат тие патеки? Треба да внимаваат на пешаците. Треба за нив посебно. Па во ред, искрено. Не ви пречат. Па тие помлади си поможат. И затоа се спремни младите за се. Па си имат посебни патеки, колку што знам. Така да не ми пречат. Мислам, ако си ги користат своите патеки, зашто да не? Мора си да се стави во закон. Значи не може вака кој што ќе му текне тоа да прави. Кој ќе си се знае, они имаат право да си возат башка велосипедисти, башка пешаци. Тоа е најбаво, да има закон за сегде, па макар и за овде, за во градот. Да, ете од оние кои што ги сретна Софија и беа расположени да дадат одговор, веројатно дел од нив и не толку многу често на планината Водно, но како и да е оние кои што се запознаени со овој проблем, кои што се често таму, а можеби и сведоци на некои случаи кои што и не се несакани, особено кога сакаме да се рекреираме и уживаме во природа, и нешто што сметаме дека е алармантно и треба да се говори, затоа одвојуваме време во нашата утринска тема, тоа да го продискутираме. Велиме додека не се случи некаков инцидент или нешто што и како што беше и вирално се прошири низ социјалните мрежи, па го привлече вниманието, но оние кои што си знаат, само треба малку тоа да биде по или јавно кажано и продискутирано. Верувам ќе успееме во тоа и денес. Да, денес успеавме да склопиме една убава екипа на гости, дел од нив во студиото, дел од нив ќе ги вклучиме и онлайн преку видеоповик. Би сакала да ви ги представам и да ги поздравиме господинот Симон Симоновски, кој што е претседател на Комисијата за планинарски патеки при Федерацијата на планински спортови на Македонија, и до мене господинот Горан Тинтовски, кој што е секретар во Федерацијата, а за некој 15 на минути од прилика ќе го вклучиме и Никола Нешковски, велосипедист, екоактивист, и Александар Марковски, кој што е претседател на велосипедскиот клуб Оксижен, кој што меѓу другото организираат и трки на планината Водно. Да. Добро утро за вас и благодариме што ја прифативте поканата. Темата е и повеќе од актуелна изминатиот период, иако вие велите со оглед на тоа што постојано нели сте инволвирани во оваа состојба, дека инциденти имало, веројатно и ќе има, но проблемите постојат и веројатно остануваат, но треба да бидат решени. Една од целите и на овој разговор се разбира да можеби промениме дел од работите или состојбите со кои што се соочува главниот град, поточно Водно. Можеме ли да за почеток да велиме што да споделиме што вели законот за планински патеки, колку патеки реално ние имаме на Водно, како е тоа регулирано, колку од нив се на вистина за велосипедистите, колку се за останатите? Вака, законот за планински патеки е донесен 2014 година и го регулира користењето на планинските патеки. Значи, зборуваме за планини, не зборуваме за планинарски патеки. Значи, во тие планински патеки, во членот 14 се дефинирани 4 категории на патеки. Тоа се планинарски, велосипедски, пешачки патеки и патеки за посебна намена. А секоја од овие категории, значи, има подгрупи, значи, за посебни намени се школски патеки, екопатеки, историски патеки, пешачките патеки се за рекреативци, за луѓе кои не се физички многу, значи, спремни, значи, тоа се рекреативни патеки. Планинарските патеки нормално се за луѓето кои се повеќе физички активни, повеќе физички спремни, кои имаат одредено искуство.
И велосипедските патеки се патеки исклучиво наменети за велосипедизам. Дали е то маунтбайк велосипедизам, дали е крос-кантри велосипедизам, дали се спустови, дали се некои други категории. Колку такви има во моментот? Во моментот имаме две... И каде се обележани? Да. Во моментот имаме две велосипедски патеки, значи строго наменети исклучиво за велосипедизам, каде што не е дозволено пешачење по тие патеки, него се наменети исклучиво за велосипедизам и тоа веројатно ги знаат повеќето од корисниците на Водно. Двете патеки практично се наоѓаат на делот од полициска станица, ние така ја викаме, каде што почнува и пешачката патека, меѓутоа и велосипедската патека. Значи имаме една апхил патека која оди до Средноводно, односно до под самата црквичка, и на истото место е и флоу патеката, односно патеката за надолу. Не е даунхил таа класична патека, значи патека за спуст, него е патека наменета со благи завои за помалку искусни велосипедисти и рекреативци велосипедисти. Да, но си има многу од велосипедистите одбираат и да се качат со жичарата до горе, до врвот, и оттаму да се спуштаат со велосипедка надолу. Од тој дел од врвот до долу патека има или до средно? Нема. Значи таму требаше во проектот што беше за велосипедските патеки, требаше да се во втора фаза да се изработи и патека до врв Водно. Значи даунхил патека требаше да се изработи. Проектот дали ради финанси, не знам како заглави, значи едноставно втората фаза не се заврши. Мислам дека проектот, односно изведувач, поставувач на таа патека, значи инженерскиот пристап го работеше Алианс групација од Словенија. Не сум сигурен, меѓутоа таква информација имам. Каде заглави, зошто не се направи, то се уште не знаеме. Ние наназад некои си 12 години, 10-12 години веќе разговараме со одредени структури од велосипедистите, со клубови, со корисници, како би нашле некој начин да ги решиме овие проблеми, да не сакаме едноставно да имаме инциденти меѓу велосипедистите и пешаците на Водно. Со голем дел од луѓето кои професионално се занимаваат, значи, со велосипедизам, имаме заеднички јазик, имаме разбирања меѓу себе, значи соработуваме, излегуваме на терен, гледаме начин како да ги одвоиме тие патеки за сигурно да ги користат и велосипедистите и пешаците. Да. И сега тука има повеќе фактори ако зборуваме за безбедноста на Водно за секој од нас или кој да се наоѓа во таа одредена категорија каде што и постојат тие одбележани патеки, има повеќе фактори кои што влијаат на сето тоа. Првенствено е ќе ја споменеме свеста кај секој од нас, каде оди, каде се движи, со што и нели да ги почитува сите останати, како правилата, така и сите тие кои што се дел од Водно или се наоѓаат на патеките. Второ е контролата која што ја немаме и недостасува за сите оние кои што сметаат дека не треба да ги почитуваат, треба да постои контрола, нели? А по контролата треба да постојат и санкции заради тоа што сме сведоци на многу ситуации каде што имаме доста несовесни граѓани или рекреативци. И трета работа е доволно добро одбележување на патеките, па и грижење за истите кои што би требале да дадат таа безбедност. И кога ќе се соберат сите овие фактори кои влијаат на безбедноста, тогаш може да кажеме дека тоа е еден прилично голем проблем или предизвик со кој што се соочуваме сите ние. Тука сме да зборуваме за велосипедистите и за пешаците или рекреативните планинари, но да не зборуваме и за останатите кои што доаѓаат со автомобили на Водно, па тоа е тука дополнителен метеж и проблем. Значи се на се си го имаме Водно, но веројатно не доволно добро знаеме ниту да го почитуваме, ниту меѓусебно да се почитуваме, па и да го користиме тоа. Токму така, јас со колегата неколку дебати више отвараме на ниво на комисија и на ниво на федерација, поснов како системски тоа да го помогнеме тој дел да малце се стабилизира, пошто ова експанзија, збориме за велосипедистите, да, е нормална. Секоја генерација си носи своји интереси во, сега да кажам, во спортот, во развивање на еден, за умирање на некој друг, но проблемот со контролата останува. Оно што е најбитната работа е што ние како стручни лица можеме да помогнеме, но во основа треба тоа да биде пропишано и спроведено од страна на државата. Затоа и ние овој
закон, системски закон 2014-2016, беше еден променет, сега баравме нови промени едно друго, за да го ставиме во многу по нормална функција, да кажеме, во контролата што нонстоп ја збориме. А тоа е најбитниот дел, затоа што одржувањето можеби ќе го спроведеме на некој начин, но контролата на тие работи е најтешката. Еве, за водно кога правиме конкретно работа, според законов надлежни за таа е Инспекторатот за животна средина. Инспекторатот за животна средина има 2-3 само инспектори. Прва работа. Втора работа, тие патеки кои што се елаборирани од колегиве, поднесени според законот, ставени се на картографирани, утврдени и тие треба да бидат тие кои што суштина ние сега ќе треба да бидат како, еве да речеме автопатот или регионалните патишта регулирани у Министерство за животна средина. Беше регулирана во Агенција за туризам, таа сега замре се припои тој и така малце се измеша работите во законот. Но се уште се трудиме тој системски закон да го држиме и да го движиме. Контролата многу е битна, да вратам на водно, што водно го раководи паркови зеленови. Да. Значи, со ресурси и со можности ги знаеме колку се и мислам дека и најбитната работа, они немаат надлежност да вршат, да кажам, запирање, контрола, казнување, тоа па ич не правиме мовет, единствено е Министерство за внатрешни работи, полиција. Така да тука го бараме моделот како тоа да се стабилизира. Уште полошата работа е што велосипедистите што се движат по тие патеки, доста од нив се оштетуваат патоказите цело време, со истата намера, но најнов тренд се моторите, крос моторите, ги слушаме од време на време, и овие со квадрициклите со 4 тркала, од другата страна збориме за класично уништување на добар дел од водно, затоа што начинот на ерозија, сега немаме време да ги образложиме, проблемот е што многу едноставно ќе го видите секој посетител кога оди на водно, патеките се веќе во облик на големи канали за одводи за вода. Така да автоматски кога имаме дождови едно друго. А луѓето не се свесни за тоа? Не, знаете, дека е тоа предизвикано всушност од нив. Па еве, најобично имаше статистика дека едно поминување со точак е 7 пати поголема ерозијата отколку вие со овие пешачење со Вибрам Џон, со јаките чевли, а за моторите тоа да не зборам. Значи, тоа е страшно. Затоа и велосипедските патеки, јас исто разговаравме и имавме одлична средба во град Скопје со надлежните. Им кажав дека одржувањето е основата на работите, затоа што контролата ќе ја спроведеме на некој физички начин или на некако, да кажем, ајде, кампањски начин да го средиме тоа, затоа што луѓето со децении се движат на тие патеки. Ме сваќате, не можете сега однаднаш да речеме слушајте сега ова ќе биде велосипедска патека. Тоа е апсурдно. Нема шанси да го направи. Второ, таму имаме планинари, ние сме над околу 3.500 планинари. Скопје нема околу 1000 и нешто планинари се. Да, меѓутоа имаш рекреативци. Ние имаме над 30.000 рекреативци на водно. Значи тие 2-30 не можете да ги контролирате. Тие се таму како слоновите, знаете, ќе си фати он патека и со деценија он си оди по таа патека и се наеднаш му се оват велосипедисти кои што знаете, ова мене ми се свија. Мислам допаѓа, извинете. Да, ајде, кога веќе ги споменуваме патеките, стазите, дали имаме дали се тие маркирани и обележани по некакви европски стандарди? Каде е она основна поделба можеби на тоа дека едни се за тие две се за велосипедисти, другите се за пешаци, затоа што не секој тргнува од почеток на планината, нели од разни страни на водно може да се пристапи, и вие како што кажавте и рекреативците си наоѓаат некои нивни патеки. Дали сметате дека недостига дополнително означување на самите стази, дека таа стаза е исклучиво намената за пешаци, или дали па и ако има такво обележување, велосипедистите можеби би го почитували или не би го почитували? Не е проблемот за почитување, не почитување, проблемот е во тоа што се зборуваме дел од велосипедистите кои ги користат тие планинарски патеки знаат дека се исклучиво планинарски патеки. Значи ние поставивме 6 инфотабли на водно на неколку сегменти, каде што почнуваат да речеме повеќе патеки
едната од ниве и на Средноводно. Запишани се сите се патеки, значи сега кога ги поставивме таблите, имаше 12 патеки, меѓувреме направивме уште 2 нови патеки. Сите тие патеки се традиционално, значи десетици години, десетлетија веќе наназад, исклучиво користени од пешаци. Значи тие се Значи не е дека велосипедистите не знаат дека тие патеки се Да. Значи може за би нив. гледајте вака, значи млади деца велосипедисти кои што едноставно не име ни на крај памет им било да видат табла. Ќе дојдат на Средноводно со кола или да речеме ќе искористат апхил патеката, се качуваат на жичара и после тоа се првата патека што ќе им се види погодна си се спуштат по неа без разлика дали на сите патеки ние 2020 година преку проект со Чешка амбасада значи направивме мислам дека поставивме некои си 40 и нешто патокази на водно. маркирање на тие патеки, така? Маркирани се 12 патеки, поставени се значи 40 и нешто патокази на самата водно, значи на секоја патека имаше патокази кај треба се скршне, колку има до врвот време, колку километри е патеката. Значи основните информации ги имавме. Имавме во истиот период, мислам, и промотивна кампања, поделивме и летоци, тие што можевме да ги отпечатиме, мислам, во тој број. И се некако почна, имавме многу, значи, позитивни фидбек на целата акција. Што се случи? После неколку месеци делот патоказите беа откорнати и искрше. Што сметате? Значи не знаеме. Сега не сме полицајци, да не обвинуваме никого. Значи имаме секаква категорија на луѓе, некој од пакост, некој од обест ке направат штета. Ние тоа го гледаме на секаде, не е изненадување тоа. Да, тоа и во урбана средина ќе го видиш, камо ли не на планина. Сличната состојба не е само со водно, значи низ цела Македонија. Има одредени региони, да речеме, кај што самите граѓани повеќе го осеќаат тоа како нивно, како нешто што тие го осеќаат блиско до нив и едноставно другче се понашат спрема природата и спрема планината. За жал. Да. Меѓутоа овде Скопје 700.000-800.000 народ, баш кај што имаме луѓе кои доаѓаат во меѓувреме, значи тука негде околу милион луѓе се појавуваат и кој како ќе искористи голем дел од рекреативците, значи си ја сакат планината, ги почитуваат, меѓутоа има и такви кои што за жал не. 5 души да дојдат да направат белето. Да, споменавте дека имаме експанзија, особено од младите кои што го практикуваат овој спорт, велосипедизмот. Ако веќе имаме експанзија и толку многу да речам ентузијасти, па и некои можеби професионално се занимаваат со тоа, попрофесионално, зошто тогаш градот не им обезбеди патеки да може да го прават тоа, за да не дојде до вакви инциденти? Горан може да каже од друго, само јас би додал уште еден аспект. Значи, изработка на велосипедска патека финансиски, значи велосипедска патека, значи по сите прописи и стандарди кошта финансиски. Сега не знам точно колку, меѓутоа да речеме во секој случај многу десетици пати поскапа отколку пешачка патека. Таму треба да се направат посебни кривини, во зависност од типот на велосипедизам, значи се прават и скокалници, доскоци, секакви работи. И тука, значи, особено за тие даунхил, односно спуст патеки, нема шанса, значи, да се користат и од пешаци и од велосипедисти. Мора строго, значи, да имаме разграничување. Во законот, така. Во законот, значи, пишува дека патеките мора да бидат одвоени, освен доколку не исполнуваат одредена безбедносна широчина на самата патека, меѓутоа не е дефинирано, не е прецизно дефинирано. Патеките каде што се вкрстуваат пешачките, планинарските патеки и велосипедските патеки мора, значи, да имат особено сигнализација, меѓутоа сега замислете вие во која ситуација би се нашол некој даунхил велосипедист надолу. Тој треба да застани практично на секој 100-200 метра, бидејќи се вкрстуваат патеките. Мора да се симне од очи? Да, мора да се симне и него едноставно
поривот, адреналинот, значи не е тоа. Не е, зборуваме и за спорт, за регистрираните клубови, регистрираните значи велосипедисти даунхил, значи тие не можат ни еден класичен тренинг да направат на водно. Значи нив им треба посебни патеки, не треба да се голем број. 2-3 патеки им се доволни. Добро, значи потребата е тука, ја имаме, но треба финансии се едниот проблем. Законот. Законот треба значи да ги дефинира работите и водно е заштитено подрачје. Сега има и нов закон. И за да сечите дрва, да правите, да отварате нови патеки, треба елаборати, треба нови одобренија. Не сваќате, тука се Министерството и животна средина исто така. Значи планот за работа. Значи многу работи се измешани за да може така едноставно да се направи. Второ, колегата напомена, потребите за тие велосипедски патеки е сосема друга. Они имаат една потреба, ние планинарските се друга. Кај нив, нели, наклонот, падот и така натаму и така натаму. И сега тука е малце сега работата. Јас се надевам дека ќе отвориме добар разговор со град Скопје да се најдат тие, иако подолго време разговараме за некои работи, дека да најдеме терен за каде што у суштина може да го отвориме и тоа прашање за велосипедисти. Кога зборуваме за прашањата упатени од велосипедистите кон веројатно градот и она што треба да се направи и нашите прашања кон велосипедистите во контекст на оваа тема, имаме и велосипедисти кои што рековме дека ќе ги вклучиме онлайн, па така во моментов се поздравуваме со Никола Нишковски, кој веројатно од аспект на велосипедист ќе може да малку отворено позборува или продискутираме и за ова кое и досега го зборувавме или реалниот проблем со кој што ете се соочуваат и планинарите и велосипедистите, она кое сака да го прави секој веројатно за своја желба, исполнување, адреналин, спортување, што и да е, но сепак најважно е сите да бидеме безбедни. Никола, добро утро. Добро утро. Добро утро. Убаво утро и благодариме што еден ваков начин може да се поврземе, да видиме што значи вистинска регулација на патеките на водно и што велат или мислат велосипедистите, па дури и после овој инцидент кој што го имавме и станат прилично популарен. Прво фала на покана и уште еднаш да ви се извинам зашто не може физички да дојдам. Ја и со Симон те слушнав, инаку поздрав и до Симон и до Горан. Поздрав, Никола. Имаме на повреда, така да малку сум ограничен сега, велосипедска повреда, инаку. Меѓутоа, во поглед на дискусијата што ја имавте, иста во оваа дискусија, малтене слична ја имавме ние и пред нова година во истиот состав, да речем како сега и гостите што ви се во емисија. Моето мислење од аспект на човек што користи и велосипед во поголем процент од своите спортски активности во споредба со планинарење, кој исто така го практикува, е дека да, експанзијата е тука. Горан исто кажа дека е добра експанзијата, зборам за велосипедисти, меѓутоа не умира ни еден друг спорт, напротив и планинарите се повеќе ги има, поготово рекреативците, збориме конкретно за наводно сега. А во поглед на тоа како се тоа би се решавало во иднина, еден гостин клучен ни фали во оваа дискусија, тоа е градот Скопје. Меѓутоа, ајде тоа да го оставиме за следен пат, бидејќи и ние како велосипедска заедница, зборам неформални здруженија и неформални рекреативци, ајде да кажам, планираме да пуштаме дописи до градот Скопје конкретно на оваа тема, бидејќи едноставно и ние не сме задоволни од аспект на тоа дека има една во моментов, ајде да речеме официјална патека за до средно и една патека од средно до долу, збориме официјални велосипедски. Ако го толкуваме законот е многу широк и не е воопшто прецизен, во ниеден можен член од сите членови што постојат во него на тие 20 и нешто странички. Зошто го зборам ова, бидејќи законот реално, доколку има добра свест, како што има кај повеќето велосипедисти, иако зборам дека исклучувајќи има и ќе има, и кај страната на планинарите, и кај страната на велосипедистите. Меѓутоа, додека не се направат одделени патеки, што сите знаеме дека е најидеалното решение, нели, за да нема ни еден конфликт и за сите да го имаат, како што кажа Симон, добар тренинг да реализираат, и велосипедистите и планинарите. Меѓутоа, додека нема одвоени патеки, не може да кажеме дека треба да ги одвоиме велосипедистите и да речеме вие дечки може да користите само патека до средно и патека од средно до долу. При на 20 и кусур години жичара ставени куки за закачување на велосипед, што е апсурд, нели, ако е забрането да се вози точак на водно, ама тоа се некои детали што можеби не се толку битни денеска.
Од аспект на самото користење, бидејќи многу се користат патеките на водно од страна на велосипедисти, поготово зборам за неколку патеки, како пензионерската во најголем број случаи, сите незини ограноци, бидејќи е најширока и најинтересна за велосипедистите, во споредба да речеме со Олимписка и со Цветкова, каде што се прилично тести, има премногу луѓе и таму и не ни одиме генерално. А од друга страна се користат и гунда, се користат и се повеќе имиња има за таа патека што се користи еднаш годишно и за даунхил трка, Карпи, ние си ја викаме, меѓутоа и таа е прилично широка патека каде што согласно став 8 од член 14 од законот може безбедно да се разминат велосипедист и пешак. Сега, главното прашање според мене, бидејќи јас и многу дискусии имав на социјалните медиуми со мои пријатели, бидејќи ова се закриви ситуацијава како во периодот на ковид кога луѓето вакцини, не вакцини, овде дојде моментот пешаци или велосипедисти до фаќање за брат, што се вика. И јас имав еден конфликт со моето дете на водно, каде што пробаа да го набркаат од делот околу средно на точакама. Тоа е друга дискусија. Веднаш после ова видео со така наречената кума и така натаму, него ни коментирам тоа видео, тоа не ми е релевантно, апсолутно не го земам за релевантно. Меѓутоа, да се вратам на член 14 ставот 8, каде што пишува дека преклопување на велосипедска патека со друга патека не е дозволено, запирка, освен во случај кога планинската патека е доволно широка да обезбедува безбедно разминување на пешаците и велосипедистите. И сега, искрено, на водно, освен овие Цветкова и Олимписка како најтесни патеки на водно, на другите патеки во поголем дел од секциите, не 100%, во поголем дел од секциите, доколку има свест, првенствено зборам и кај велосипедистите, а после кај пешаците. Нема да има потреба да има никаков конфликт, бидејќи ние знаеме како велосипедисти дека на водно пешаците имаат предност. И тоа Никола, не сите го знаат тоа, да бидеме реални, не сите го почитуваат дека има случаи, да, има. Не викам не, меѓутоа еве барем јас во моите кругови што сум на велосипедисти, ние до сега не сме имале ни еден конфликт, а сме повеќе од 20 години на водно. И кога немаше толку да речеме маунтин байк, но инциденти имало и ќе има, и тоа го потврдуваат и нашите гости во студиото, и инциденти кои што не се достапни за јавноста се случуваат. Мене ме интересира со оглед на тоа што имаш можност, си имал можност да возиш и во други земји и на доста повисоки планински места, дали можеме да направиме некоја паралела или како е тоа регулирано едно вакво место како ние што го имаме водно, сигурно и другите држави имаат нешто слично, како е можеби таму регулирано или каков пример позитивен можеш да понудиш, верувам и сте во дискусија сте понудиле, како некое можеби идеално решение за ситуацијава на водно кај нас? Две работи и ќе ги кажам како такви со тоа што за нив постојат и по интернетов информативни материјали, поготово зборам за земји каде што имаат јако одвоени патеки, во мал дел делени патеки. Делени зборам нели како на водно еве што првенство имаат пешаците, ама ги користат и велосипедистите. Конкретно и Швајцарија има една кампања каде што во деловите каде што патеката е така наречена планинарска за планинари, а атрактивна за велосипедисти, нормално со не таква фреквенција како водно во овој случај, тоа морам да го напоменам, каде што правеа кампањи, каде се разминуваат велосипед и пешак и апсолутно се дава до значење дека пешакот има предност, ама велосипедистот не е избркан, тргнат од патеката или слично. Меѓутоа се знае категорично кој има предност во оваа ситуација и тоа ние го почитуваме. Сега во поглед на моје искуство, тоа го дискутиравме одамна пред нова година и со момците што ви се во емисија, дека дискутиравме дека прво, според мене, мора да има едукација, поготово за помладиве. Да, кај нив адреналинот малце на друг начин работи, моментот со одговорност е на подруго ниво и така натаму, ама треба да ги едуцираме. Не е идејата само да ги тргнеме од патеките, така никогаш нема да го разбиеме ни спортот, ни рекреацијата. Тоа е една работа, едукација, и тоа интензивна едукација што и како треба да се направи на патеки кои се каде што имаме две различни типови на групи на корисници. Другата работа е така наречени бајпаси, што исто така ги дискутиравме, тоа е на оние секции каде што дали не се гледа доволно, видливоста не е добра, има многу кривини или слично, да се направат споредни спојки од лева, од десна страна, зависи како дозволува теренот, нормално и да не се наруши екосистемот и слично, за да може велосипедот да си заокружи и да избегне контакт во критични точки со цел да се намали потенцијален конфликт. И ова мислам дека додека ова се привремени решенија, додека не се направат одделни патеки на водно. Меѓутоа, имајте во предвид, никој не знае кога ќе се направат тие патеки. И сега ако
изминиве 10-12 години, што останува? Да одиме до средно и назад? Апсолутно тоа не е прифатливо. Мислам, тоа ќе се сложи секој во спортскиот свет. Така е, да, се сложуваме, климаме со главите и навистина е така, ако имаме толку ентузијасти, луѓе кои што го сакаат тоа, навистина градот и државата треба да им го возможи. Никола, ти благодарам многу за твоето вклучување на овој начин и за споделеното размислување. После тебе ќе го вклучиме и Александар Марковски, кој што е председател на велосипедскиот клуб Оксижен, кој што е и организатор на даунхил трката која што се случува секоја година на Водно, па ите малку повеќе и со него. Никола, благодарност до тебе, а додека да го вклучиме Александар, имате нешто да споделите или? Да, јас сакам само да се надоврзам. Никола добро спомена во однос на едукацијата и за тоа што младите како млади нормално ги интересира и ги влече и можеби се помалку размислување за тоа, нели, дали некого ќе загрозат или не, повеќе тој порив како што велиме и задоволување на адреналинот. Имаше еден интересен момент во видеото, значи што беше вирално сега во последниот момент. Тоа е детето од својата наивност го снимаше целиот настан. Меѓутоа делот кога се обраќа до родителите, каде што им кажува да ме спречија да одам она, беше малку симптоматично размислувањето од мајката. Сине, терај си ти, кој ги шиша, демек. Значи, тука е многу битно образованието. Значи, секој воспитувањето, така. Секој кој ќе опушти своето дете на одредена патека или било што, треба да е добро информиран како родител. Кои се правата, кои се должностите, кои се опасностите, кои се придобивките, значи мора да го има целиот еден сегмент во својата глава за да знае кај го пушта своето дете или кои препораки, кои совети му ги дава. Ние како федерација имаме еден куп кампањи досега спроведено, ете Горан може повеќе да каже за тоа. Работиме ние на едукација, имаме 4 програми, 5 програми за едукација. 3 се под Министерство за образование со сертификати со све, нели. И маркацистите имаме сега, затоа колегата ни е еден од тие што се носители лиценца за постувачи на планинарско-рекреативни патеки под Министерство за образование одобрена. Тие се стручни лица за постување на овие патеки. Ако ние овој ентузијазам, нивен и енергија на велосипедистите го искористиме во правилна насока. Значи не е тврдоглаво за да тие сега се најатрактивни затоа што тоа ми се допаѓа мене на друго. Да, во ред, ама конфликтот останува. Значи у секој случај, ако така од име нема никој да се, тоа треба да го ставиме на ниво наједноставно како и што се со колите низ град, нели, си постојат семафори, си постојат патеки, си постојат регулативи. Така и кај нас. Постојат регулативи, постојат правилници за маркирање, постојат правилници за начини на обележување и така натаму и така натаму. Тоа е закон, тоа е принцип на работа, така да се почитува. Да, и кога сме кај законот и тие регулативи и правилници се што постои на хартија, веројатно во пракса, ако зборуваме за оние кои што треба тоа да го почитуваат, и тешко остварливо или не толку видливо. А видите законот од 2014-2016, од тогаш се поминати 10 години, за да се промени нешто, поточно да се види нешто треба, па тоа да се промени, односно очигледно се видливи потребите од промена или поведување на нешто поново и поточно во законот, што би го дефинирало и тоа на терен или во пракса. Рековте, имавте состанок во град Скопје, слухот од таму е апсолутно неопходен за да се дојде до одредено решение. Времето си поминува и како што кажа и Никола, што правиме понатаму, нели, секој сака да си го исполни својот дел на рекреација, кој да е тој. Но очигледно некој тоа треба да го води, да го насочува и да го контролира на крајот на Никола спомена ни фали можеби главниот гостин во Да, точно е град Скопје. Да, така што има разбирање. Знаете, вчера тоа беше ситуацијата, само кратко ќе кажам, една анекдота ќе ви кажам, и баш ми се случи таа анекдота и тоа е позитивна, гледам. Секој ќе гледам позитивно од аспект на работите. Кога беа колегите од Словенија тука, ми викаат, слушајте, нас ни е многу полесно кога одиме да дискутираме за потребите, за патеки, за планини за едно за друго, затоа што нашиот председател пред да седне на фотелја на државата, прво треба да го качи триглав, па за да разбере зашто правиме ова. А вика, вие се мачите за да објасните еден најобичен принцип на бележење на патеки и начини сигурности и така натаму. Вчера имавме, завчера, убав состанок, затоа што покрај секретарот, нели, не прими и негов колега кој што
Ете, и е инволвиран. Колешката Која локален е развој. инволвирана во процесот, па беше многу полесно, знаете колку е полесно кога Имате заеднички разговарате јазик, и ве разбираат што сакате да постигнете и да направите во замените. Мислам, тоа е најдрагоценното за мене како 20 години искуство и во министерствата и во државните органи кога разговарате и кога ве разбираат. Тоа е Имате ли чувство дека конечно се некои работи кои што очигледно ги прават луѓето, граѓаните, треба да се стават меѓу поглавните приоритети кои што не биле досега? Значи ова не било досега приоритет, штом се случило со ваква сега ситуација. ќе биде интересно пошто 2008 нели град Скопје 2028. така 2008 град на културата. Да. Ако не изгубиме титулата до тогаш. Најверојатно ќе има многу гости, многу од странство ќе дојдат од секаков тип туристи, од кои дел од нив ќе сакат да се качат и на водно. Тоа сигурно, да. Замислите вие, денес имате 10 групи со странци по 10-15 луѓе, тоа се веќе 200-300 луѓе што треба одредени водичи да ги прошетат низ водно или некои ќе дојдат самостојно ќе се прошетат на водно. Во каква состојба ќе види доколку не ги решиме овие работи во меѓувреме. Да. Остај покрај тоа, сега водно можеби е најмал проблем за градот Скопје, покрај ѓубрето што го имаме. Но е важна и клучна алка во целата игра. Во самиот град не се ни добро регулирани ни самите велосипедски патеки како би сакале на водно да ги решиме. Значи, престои еден многу долг процес кај што треба заеднички да седнеме со град Скопје, со Велосипедска федерација, со неформални здруженија на граѓани, кај што треба заеднички јазик да најдеме и заеднички да работиме на терен. Да, и ќе сакаат сигурно да се качат туристите и до врв на водно, што најчесто тоа го прават веројатно со жичаре, можеби од таму од кај што доаѓаат или каде што биле, па да се надеваме до тогаш дека ќе средат работите. Ќе се направи. Александар Марковски го имам исто така на линија, тој е председател на велосипедскиот клуб Оксижен. Александар, добро утро и до тебе. Благодариме што ја прифаќаш поканата и да го слушнеме, се разбира, твојот глас во име на велосипедистите, во име на оние кои што ги води адреналинот и го симнуваат водно даунхил, односно се дел можеби од минатогодишните изданија на оваа трка која што се одржува на водно. Па иве да го слушнеме и вашиот став, вашето размислување за актуелната состојба со оглед на тоа што споменав, го користите водно за организирање токму на вакви трки, што значи повторно се сведуваме на тоа дека имаме потреба за вакви велосипедски патеки. Добро утро. Прво би сакал да, не знам колку имам време на располагање, темата е широка, повеќето од гостите ги делам нивните размислувања. Би сакал да напоменам дека нашиот клуб е дел од Велосипедска федерација. Ние имаме лига систем на превари, кои што учествуваат исто и други клубови и се надпреваруваат разни трки на државата. Имаме два типа на велосипеди. Имаме планински велосипеди околу 10 типови, меѓутоа може да ги сублимираме во два типа на велосипеди. Едните се крос кантри, другите се исклучиво велосипеди за спуст, наменети за спуст, кои што не може да се возат нагоре. Водно за жал нема патека за спуст од врвот на водно. Тие велосипеди кои што се наменети за спуст може да се користат само од жичарата. Единствен начин да се дојде до врвот на водно и да се спуштате, жичарата. Да се возат нагоре не можат, не е возможно тие велосипеди да се возат. И ние немаме патека ниту за рекреација, ниту за професионално тренирање на тие велосипедисти, каде да го поминуваат времето, каде да тренираат, освен на патеките кои што се делат со пешаците. Особено таа патека која што ја нарекуваме Карпи, нели? Која што е, како што каже и Никола, најширока и најбезбедна за разминување. Голем дел, останатиот дел од патеките ги користат останатите велосипедисти кои што се наменети за крос кантри. Тоа се велосипеди кои што може да се возат и нагоре и надолу. Голем дел од тие патеки не се одржуваат во текот на годината, а во зимскиот период имаме многу дрва паднати на нив и во глобала многу малку од тие патеки ги користат велосипедистите и се концентрираат само на неколку кои што може да ги користат поради неможноста од паднати дрва, од неодржување и слични работи. Ако се направи велосипедска патека која што ќе ги, да речеме, која што ќе ги групира велосипедите за спуст на патека која што е исклучиво само за спуст, голем дел од проблемите ќе се решат. Пак имаме ние
разминување со пешаци и велосипедисти на останатите патеки, меѓутоа тоа ќе биде во многу помал број. И најголемиот проблем мислам дека е, како што каже Никола, едукацијата. Пешаците секогаш имаат предност на патеките. Тоа треба да биде јасно, меѓутоа на голем дел од велосипедистите не е јасно. И фали едукација доволна, фали членство во клубови, фали членство во велосипедски друженија, фали да се работи на таа тема, да се покријат тие делови за коректна етика на движење на патеките. Да. Александар, само уште едно прашање со во интерес на времето и за велосипедскиот клуб и она кое што го споминавте, ако е тоа едно тотално ограничување во однос на реализирањето на тренизите, па како на тренизите, така и на надпреварите, тогаш ние тука дискутираме кои се одговорите кои се давани и во минатото за тоа што ќе се случува, што треба да се промени и зошто не се менува, кои се одговорите кои вие ги добивате, односно дали ги поставувате прашањата онаму каде што треба, за да може да ги добиете потребните услови, иако констатиравме дека сето ова е еден навистина голем процес. Се сведува на крајот на изградба на патеки кои што не личинат многу финансиски средства и тука завршува генерално секој разговор. Неопходна е потребата од исклучиво патеки за велосипедизам. Не може ние да ги забраниме останатите велосипедисти да се движат по патеките, секогаш ќе има конфронтација, секогаш ќе има, не е само за Бодно, ова е исто за парк Шумата, Газибаба, исто и за другите планини. Да. Планинскиот велосипедизам е во суштина тоа, да се вози велосипедот нели по планинарски патеки. Меѓутоа треба да се има предвид движењето и на останатите учесници и тоа е тоа. Така, Александра, благодариме за утринско вклучување онлайн и за тоа што можевме и на тој начин да го слушнеме размислувањето, но и моменталната состојба и на крај или кон крајот на разговорот да сумираме, да дадеме еден заклучок, дали се безбедни патеките или, а јас би рекла, чија е одговорноста на крај, на секој од нас поединечно, на оние кои што се надлежни за тоа да го спроведат и за оние кои што се исто така надлежни да едуцираат, информираат и нели ги насочуваат оние кои и можеби сега почнуваат, а не размислуваат за ништо друго освен за спортување и адреналин. Знаете, Федерацијата 80 години прави се оваа година и единствената и главната мисија е безбедност на посетителите на планината. Ние сме волонтерска организација, граѓанска организација и ние, нашиот дух и елан не замрела, сите они се волонтери и работат кога имаат поддршка во ред уште подобро, кога немаат повторно се на терен. Не се откажуваат, тоа е важно. Значи, тоа ни е мисијата генерално, така да секоја помош и поддршка нас ни е драгоцена за да направиме повеќе. Викаме тој бензин кој што побрзо ќе го турне возот за да побрзо се движи. 14 подединици има Федерацијата, значи 14 сектори. Ова е еден. И сите тие се поврзани за да го помогнат системот на безбедност на граѓаните. Дали во едукација, дали во безбедност, дали во заштита. Така да ние работиме и ќе работиме. Секаде каде што ќе најдеме добар соговорник во државата, се радуваме и одиме напред. Таму каде што ќе запнеме, секогаш се трудиме да туркаме и не се откажуваме у секој случај. Малце сме така оптимисти во некои работи, но како што нагласив преска, проблемот е што сите работи одат многу споро. Да. За жал, тоа ни е проблемот. И во однос на водно, јас неколку пати разговарав уште години уназад со градоначалниците, Скопје мора да биде водно пред себе за планинарство. Го гледаме секој да си го гледа својот сектор во држава, се ќе биде одлично. Водно треба да биде слика прилика на државата за планинарството, за рекреацијата, за тој дел и треба да биде репрезент за сите работи. Така да и колегите до некаде си во право кога зборат тој ентузијазам треба да го насочиме во позитивна смисла, но и они да малце што се вика да го почитуваат тој ред на луѓето, на граѓаните, на она што суштина веќе со традиција со години си го практикуваат пешачењето и тој дух на водно. Да, и што најважно меѓусебното почитување, кога ќе се најдеме таму на лице место и кога веќе знаеме кој ја
има предноста и како и на кој начин да бидеме и да се чувствуваме безбедни. Благодариме за гостувањето и за тоа што можевме за убавиот конструктивен разговор. Секое време. Се надеваме дека повторно ќе не викнете во некој нареден период. Да нема инциденти, па да биде тоа повод. Се разбира за убави работи да дискутираме. Благодариме многу. Долга и широка тема во овие временски рамки, доволно реализирано и верувам порака до секој од нас, особено за оние кои што сакаат почесто да се наводно, дали како пешаци или како велосипедисти, поточно со велосипед.